Добро, како што најавивме изминатиот пат, ние како општина Центар закажавме пресконференција денес во 11:30, се со цел да ја информираме и јавноста, пред се и медиумите, за да бидете запознаени со случајот Никофон, но се тоа што се збореше изминативе неколку денови, и сметаме дека како само на овој начин, преку директно контактирање и со медиумите, прашања кои што имате нормално да ги поставите, ќе успееме да дојдеме до се она што ние како општина сметаме дека се случувало и во тоа што имаме ние увид, но и нормално за некои нејасни работи во кои што имаше препишување во изминатиот период. Имавме одредени контакти, секој нормално се пробувавме да дадеме одговор за одредени прашања кои што беа нерасчистени и нејасни, но решивме дека е најубаво на една ваква пресконференција каде што нормално ќе презентираме тоа што ние го имаме како општина Центар, но и доколку имате вие некои прашања да подетално ви ги одговориме. Станува збор за земјиштето од градска четврт Голем Ринг, јужен дел и исток, бројна парцела 8-4, која што е од детален урбанистички план кој што бил донесен на 5.4.2012 година од тогашниот совет и за од истиот детален урбанистички план по само 18 дена, што прво тоа ни е многу чудно и сумнито, бидејќи ние почнавме да носиме детални урбанистички планови. Од кога ќе донесете детален урбанистички план, најмалку 15 до 30 дена ви треба да се усогласите со катастар, да се направи картирање, односно преклопување. Стариот план се менува со новиот, за да и во катастар го има. Овде имате за само од 5.4.2012 донесен план, веќе на 23 да имате објава за продажба на земјиште, и тоа нас ни укажува дека претходно некои работи биле договорени, бидејќи треба навистина припрема од кој ќе се учита планот, картира, преклопи, во рок па да се земе извод, па потоа да се припреми целиот јавен повик. Значи за 18 дена имате донесување на план, картирање и спроведување на јавен повик. Кај нас процедурата отприлика од 15 до 30 дена, а најчесто завршува 30 дена, бидејќи навистина имаат обрски. И го имаме изводот од 12.4. Значи планот бил донесен 5.4. За 7 дена веќе општината издала извод, по кој што е почетна постапка за да може да се спроведе јавниот повик. Ќе одам по редоследот, нормално после ако има некои работи ќе ме прашат. Станува збор во самиот детален урбанистички план е уцртана со намена Е2. Е2 станува согласно службен весник на Република Македонија. Станува збор за, меѓу другото, аеродроми, гранични премини, комунални инфраструктури, градби, противпожарен дом, бензински пумпни станици и овде гаражни куќи или катни гаражи. Во службен весник, кој што е од 21. март 2012, односно 30. јануари 2012, па потоа 21. март 2012, но нема измени во оваа категорија. Во нас, ние гледаме цена од 5.600 денара за Е2 намена, а бидејќи тука станува збор за 70% Е2 намена и 30% деловни просторни компатибилни, во Б намена цената изнесува 6.000 денара, а во Е2 5.600. Кога ќе се направи 30% и 70%, се доаѓа со некоја цена над 5.500-5.600 денара, ако не се лажам. Ќе имаме една презентација, едно видео, после ќе го пуштиме, и таа според нас требало да биде почетна цена. На јавниот повик, кој што бил распишан на 23. април 2012 година, исто се воведени условите кои што и како треба да биде, е започната со цена од 1.850 денара. Ова можете и после да го снимите убаво, каде што е запишано, повторно е подвлечено тука Е2, комунална инфраструктура, катна гаража се пресметува во износ 70% и со 30% убаво е наведено. Значи Е2 ние го зијаме дека е 5.600 денара.
Затоа не е јасно како Министерството за транспорт и врски успело да ја почне почетната цена од 1850 денара. И тоа беше нашата реакција, почетната цена, не таа што е постигната. Постигната цена од 6100 денара, но можеби со цена од 5600 денара ако се започнало ќе се постигнало многу повисоко. И тоа дава основен сомнеж дека ако била постигната повисока цена, ќе била во касата на државата ќе се слеале многу повеќе пари. Бидејќи го имаме превземено земјиштето од оваа година, знаете дека долго време и претходно додека ВМРО ДПМН беше на власт, не ни го даваа земјиштето и мислам дека бевме една од ретките општини, сега успеавме да го превземеме, ги преземавме и овие предмети, бидејќи претходно немавме увид ништо во нив, освен некои документи кои што не ни вршеа работа, но сега од кога ги превземавме, како што најав и на пресконференцијата пред 2 дена, веќе ги почнавме сите оние мани, недостатоци да ги наоѓаме, по кои што сметаме дека треба одредени институции да постапуваат. Ние покренавме одредени постапки, иако претходно од група граѓани, од луѓе кои што живеат таму, имаше поднесено кривични пријави до самото обвинителство и во тоа време, односно пред да бидам јас градоначалник, обвинителството веќе почнало со одредени действија. Јас имам конкретни документи каде што до градоначалникот на општина Центар, тогаш Андреј Женовски, била доставена покана во врска со поднесена кривична пријава против Милијана Киевски, Владимир Тодороvić, Димитар Димовски и Насер Ајдари за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување и ги повикуваат на 29.12.2015 во 14:30 часот да се јават во просториите. Во својство на сведок треба да дојде. Нормално, во тоа време, градоначалникот испраќа представник кој што со полномоштво оди во јавното обвинителство и ги по обавениот разговор добива налог за да прибави одредени списи. До основното јавно обвинителство Скопје доставен е предмет број 130/15 и има приемен печат од 3 февруари 2016 од основното јавно обвинителство. 3.2 бил припремен предмет, 3 февруари веќе биле доставени и станува збор за доставка, значи на овде како што можам да видам 72 списи. Значи од барање за издавање на одобрение, барање согласно за режим, решение за утврдување, барање од водовод, целата таа постапка, односно целосната документација. Потоа имаме уште на 5 февруари дополнителна достава на записник на решение од 13.9.2013 врска со предметот. Значи, општината постапила по тогашните барања. Што и како е превземено по нашите достави, немаме одговор, ниту сме запознаени, ниту имаме некаква реакција. Нешто што заборив да го пропуштаме, дека по отварањето на предметот, од наша страна, еден од учесниците во јавното надавање има поднесено приговор, бидејќи во тоа нели оди електронски, во моментот кога се случувало јавното надавање, случајно му снемало интернет. Дали е случајно или не можам да тврдам. И на тој приговор никогаш не се добил одговор, а нормално се смета за секој кој што ќе поднесе приговор или било каква реакција, требате да имате соодветен одговор за тоа, за да ги расчистите сите дилеми. Зошто не одговорило тогаш Министерството за транспорт и врски, не можеме ние да констатираме, затоа апелираме овој предмет да биде разработен и да се констатираат сите овие работи, дали се недостатоци или не се. Нас ни се основани индици за сомневање за сторени прекршоци, со тоа, доколку се докаже дека сме во право, како што напоменав на пресконференцијата пред 2 дена, самиот договор може да биде ништовен и самото одобрение да биде поништено, бидејќи ако немате договор, нормално одобрението паѓа во вода и со тоа земјиштето да се врати во владение, односно во собственост на државата, тоа е сега општината Центар. А потоа општината ќе си превземе дополнителни мерки. Од кога ги превземавме предметите и ние како општина, односно јас, заедно со службите,
и до Министерството за внатрешни работи, Биро за јавна безбедност, оддел за сузбивање на организиран и сериозен криминал, сектор за криминалистички истраги, единица за корупција. На 27.9.2019 сме изготвиле документ и истиот датум сме го доставиле, има и приемно бројче од Министерството за внатрешни работи. Достава на документација каде што сме ги навеле нашите сомневања. Потоа истото на 13.8.2019 сме го доставиле до јавното обвинителство. Значи претходно имала кривична пријава, по наредба, односно на покана од самото обвинителство дошол представник во општината, му биле побарани списи, се доставени списи. Немало одговор. Сега јас лично, како градоначалник, доставувам предмет до основното јавно обвинителство и во предметната документација наведуваме што се е доставено. Потоа имаме на 19.8. дополна за барање на информации, значи и сите тие обврски кои што биле побарани, односно сме сметале дека треба да бидат, се доставени до јавното обвинителство. Сакам да потврдам, бидејќи нели имаше одредени надписи, пишувања по портали, искрено не сакавме да ги кажеме на пресконференција каде ќе бидете присутни сите, и случувањата 2015-2016, но и 2019. Пак ја напоменам, ние во 2015, 16 декември, значи од овластен представник на општината, дале појаснување на предметот, бидејќи претходно имало поднесено кривична пријава, со полномоштво нормално од градоначалникот. Имало средба во обвинителството 28.1.2016 и доставени се списи до основното јавно обвинителство 3.2.2016, односно вкупно 72 одделни списи. Така да уште тогаш предметот било во јавно обвинителство, зошто, како е одлучено или не е одлучено, не знаеме. Во 2019, бидејќи од тогаш го стопанисуваме земјиштето и ги имаме предметите од Министерство за транспорт, и имаме целосен увид, не само за овој и за други предмети, ама еве, овој е сега најактуелен. Ние на 27.9 сме доставиле списи до МВР, оддел за сузбивање на криминал. На 13.8 сме дали допис до основното јавно обвинителство да прашаме во која фаза е предмет. 15.8 сме направиле дополна на дописот и доставена дополнителна документација. На 31.10 сме доставиле пак да побараме информација во која фаза е предмет, бидејќи не сме имале никакви реакции од страна на обвинителството од претходно доставените списи. Така да можете и после да ги видите датите од наша страна како општина, и во тоа време 2015-2016 било постапено, било одговорено се што треба, и во 2019 сами сме покренале постапка за да до обвинителството за да можат да реагираат. Така да сите оние дилеми кои што беа во јавноста, мислам дека сега се расчистени. Ќе го замолам колегата, имам едно видео направено, чисто што е разликата од наша страна, односно сето ова што го зборев го направивме како една презентација, чисто на граѓаните да им стане јасно. И сакам да напоменам дека ова се наши сомневања, кои што не можеме ние, бидејќи не сме ние ни истражен орган, ние сме само институција која што пријавува индиции за сторени прекршоци, и се ова може да се започне постапка, нормално ако обвинителството процени дека има елементи за тоа, може доколку се започне предистражна постапка, бидејќи веќе има најавено некои действија од страна на извршител, кој што го застапува господинот Никола од Никофон, за да не се случи несакана среќа, да штета, а да не се да останат работи недоистражени, недокажани, сметаме дека треба што побрзо да се постапи, нормално доколку има можност да се даде и времена мерка со која што доека не се истражи целиот случај и на крајот се заклучи што е вистината, дали е тоа што ние го зборуваме или некој друг, да на крајот се расчисти и расветли целиот случај. Ние како општина сме го затекнале тој случај со претходно продадено земјиште, претходно дадено одобрение и правосилност, но грешките ги наоѓаме од самиот старт, од јавниот повик за кој што сметаме дека од старт е погрешен. Тоа се нашите сомневања, стоиме на располагање на сите институции, како до сега, за било какви разговори
односно заедничко постапување, па потоа нека проценат дали сме во право или не. Го замолил колегата Христијан. Објави кај што ги има во службен весник, има одредена графа кај што вика за катни гаражи за пазари, во кој што по Е2 намена е предвидена цена 5650, направиле една графа во кој што е предвидено 61 денар, али кога ќе видите вие дека тоа не е само катна гаража, него таа е Е2 намена и утре може да ја пренамените со измени во тек на градба за бензинска пумпа, деловен простор, односно тоа што ви ги напоменував, полигон за обука, можете да направите технички преглед, така да по моја претпоставка јасна била намерата како се планирало да се изигра, но после известно време, мислам дека после неколку месеци, таа графа скрос е тргната од страната, бидејќи увиделе дека не можат да имате една цена како Е2 и потоа дополнително да се додават одредени графи во кои што ќе наведувате дека само за катна гаража. Овде станува збор за Е2 намена кој што има Е2 намена катна гаража, кој што има компатибилни намени кои што плюс може да ги искористи. Не верувам, мое лично мислење дека не верувам дека некој ќе се потепа да изгради катна гаража, бидејќи ние работиме со јавното претпријатие, знаеме кои се придобивките или колку средства треба да се вложат и колку се очекувањата за ајде да кажам исплатливоста на катна гаража, така да верувам дека сосема намерата била друга. Мислам дека со одредени постапки од истражните листа можеме да дојдеме до вистината и на крајот да ја соопштиме пред се заради нас како општина Центар, кои што заради тоа недавање на земјиште не сме имале можност да знаеме кој што како прават со државното земјиште. Ова не е еден случај, има неколку за кои што нормално во текот како ќе се водат и истрагите и нашите дејства и действијата од страна на институциите кај што сме реагирали ќе ја запознаваме јавноста, но сметавме дека овој предмет е навистина доволно опасен, доколку се покренат одредени постапки кои што ги најавува самиот инвеститор, а од друга страна нема некаква реакција, се констатира дека сме биле во право, ќе се направи штета во која што никој после не може да ја врати. Само ќе напоменам дека во тој дел, знаете дека се изградија доста згради, односно објекти кои што беа од проектот Скопје 2014, тие се председржани, гледате дека имаат проблем во нивното ставање во функција, баш заради тоа насилничко или брзање не можат да ги направат технички прием, баш заради нерешавање на сообраќајниот режим, непостапување или не слушање на одредени критики или сугестии. Знаете дека тие планови сите беа носени во доцните часови и ете од тоа брзање сега штетата е направена, од буџетот се издвоени средства, уништена е јавна површина, а гледате дека се нефункционални и јас се плашам дека ќе останат еден споменик на едно неразумно и ненормално владење некои претходници пред нас. Така да, отприлика би завршил тука, ако нешто пропуштам ќе надополнам, бидејќи станува збор за доста податоци, информации кои што ги соопштив. Ако треба за некои работи ќе ви повторам, тука ви се после да ги уснимите чисто да ги имате како видео или фотоматеријал. Али ако имате некои прашања, ви стојам на располагање. Извини, името само? Александр, Тодески од Локал. Настески рече дека до пред еден месец преговарал со општината и дека сте биле несериозни и затоа прекинале со преговорите. Што преговарате со него? Значи, ние имавме средба по барање на адвокатот на Никола Настевски. Јас нормално бидејќи лично сум заинтересиран не само за тоа, но и за многу други, посебно за тој предмет, бидејќи јас имам некоја своја историја со предметот кај Никофон, бидејќи бев директор на ПОЦ, таму се наоѓаат паркиралиштето на јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар, имавме некои немили настани лично со Настевски, рековме ајде да седнеме, да поразговараме. Една од идеите беше да се најде начин на обештетување, односно како тоа да се направи. Ние покренавме одредени постапки
барање информации, бидејќи нормално треба да се обратиме до Министерството, до владата, правообранителство и така натаму. Тоа е процес кој што трае. Тоа претпоставувам дека му изгледаше несериозно на самиот инвеститор или неговиот правен застапник, но јас не можам да го диктирам темпото. Ние имавме устни разговори, неколку дописи, на крајот да преку телефони биде кажано дека они сакаат да постапуваат. Мислам дека ние паралелно не го криевме тоа, си водиме истрага и тоа му беше соопштено и на него, но и на многу други. Мислам дека во таа наша сериозна за да ги докажеме евентуалните недостатоци и прекршоци кои што се случува, се предизвикува да беа предизвикани да започнат, бидејќи нормално во самиот договор имате одредени рокови кои што треба да се испочитуваат. Нормално ние имаме и многу други недостатоци. Ќе земеме еден пример за такви големи објекти. Тоа нормално сега ќе го соопштиме во некој нареден ден. Треба да имате влез-излез. Знаете кај се наоѓа објектот, се наоѓа на две главни сообраќајници, една споредна улица, односно сервисна улица која што влегува од кај дирекцијата од МАК Петрол. И ако МВР не дава влез-излез, односно не дава приклучок таму, бидејќи се наруши сообраќајот, тогаш доаѓаме до констатација дека има само еден влез, а јас, колку што знам, во тоа време важеше правилникот дека за ткатни гаражи кој што сака да гради треба да има влез-излез. Значи, има и тука одредени промени кои што сметаме дека треба обвинителството или стражните действија, кој како менувал одредени правилници само за да некој има можност да добие одобрение за градење. Потоа имаме одредени сомневања дали земјиштето исто е заложено, иако претходно има товар заложено за да се земе кредит од банка, а претходно има товар дека треба да се изгради. Ако не се изгради, тоа се враќа. Не дај Боже, не се плати кредитот, не се изгради, кој ќе биде собственикот? Дали има одредена согласност? Значи, тие се работи кои што и ние сега ги истражуваме, бидејќи навистина предметите не беа дадени како што не беа дадени, па ние ги редевме едно по едно за да ја склопиме целата приказна. Али тоа ќе ви информираме како што и нас ќе ни завршат некои постапки кои што ги водиме, но сметаме дека има поодредени работи во кои што не сме ние како институција, него има, не знам, Министерство за транспорт менувало правилник, не можеме ние да отидеме во транспорт, да чукнеме на врата, да каже ајде да видиме кој како го сменил, него тоа треба со наредба од обвинителство доколку се отвори предистражна постапка. И сметам, ако се покренат сите овие постапки, дека ќе дојде до онаа правата слика, што како се случува. Јас ви ги напомнав моите сомневања. Донесен план 5.4, веќе на 23 имате објава. Како се успеало за, не знам, 7 дена да се направи извод од план, која пред тоа треба да се картира, треба да се направи преклопување во катастар, така да има одредени работи, дека целава работа било од старт договорена и местена, но главната причина за која што ние денеска реагираме е како се формирала почетната цена. Вие ако имате Е2 напишано во ДУП-от, Е2 напишано во посебниот дел, нели, во текстуалниот, и Е2 во објавата, тогаш треба да земете цената од Е2. Тогаш требало да биде само продажба за не, во самиот повик се стои Е2. Значи Е2 цената требало да се земе и тогаш ќе се дојде до 5600 денара, ако не сам почетно. Додека читате да одлучи јавното обвинителство, дали ќе може да почнете со градење на инвеститора? Затоа што може би да се случи тоа што, а додека е во постапка во овој случај, ние имаме се една ситуација каде што инвеститорот има добиено пресуда за нарушено владение, бидејќи јас додека бев директор на ПОЦ покренав постапка дека он почнува одредени активности без да добие владение и тогаш како ПОЦ ја добивме пресудата, тогаш самиот инвеститор си покрена друга постапка и веќе има добиено пресуда и извршно решение за да може да го расчистува теренот. Дали на лице место ќе успее тоа да го направи, не знам. Но има и одредени активности кои што нели треба да ги пропрати за да евентуално почне обезбедување на терени така натак кои што сега за сега ги нема до кај нас. Така да немам информации во самиот инвеститор од страна на медиумите, прочитавме дека е расположен за повторни разговори, да се најде решение. Ова го кажувам, навистина ќе се направи непотребен и револт
и бунт и ако се започне со било какви активности таму, само ќе се направи штета која што е непроценлива и после нема враќање назад. Така да еве јавно кажувам дека во било кој време од понеделник натака ние сме спремни да разговараме и со инвеститорот. Нормално му ги предочиме овие факти и на него, а сме ги предочили претходно, што ги разговараме дека паралелно се водиме ние постапка, бидејќи не да ни испадне сега ние започнуваме некои преговори, ова го ставаме на страна. Не, ние си го водиме тоа. А ако се докаже дека не сме во право, повторно сме спремни да согласно законот превземеме одредени мерки за одредено обештетување, бидејќи сметаме и ние, гледате реакција и на самите граѓани, уште тој дел ако се затвори, веќе за тие луѓе нема живот. Началник, со денешната пресконференција велите дека вчерашното соопштение од обвинителството е неточно, односно не тврдат дека вие до нив не сте ги доставиле и по поставката за 2015 и сега во 2019 не сте ги доставиле целата потребна документација која што би била побарана. Не би биле викна дека дека викнале представници од општината, се разговарало, не би било повикана или би било речено да се достави дополнителна документација и дали би се доставиле, не знам, пријави до други судски органи. Значи, јас, да не испаде сега, они кажуваат, јас кажувам, јас ви кажувам со документи. Значи, на претходно поднесени кривични пријави од страна на самите граѓани, ние сме добиле покана, односно општината добила покана на примена на 16.12.2015. Од основно јавно обвинителство, 16.12.2015 сме добиле покана каде што бара да присуствуваме тогаш до градоначалникот Жерновски како сведоци. Градоначалникот Жерновски отишле. Меѓутоа, они после рекла уште документи да доказ. За да се докаже тоа, конкретни докази. Еве ви кажам. Не биле доставени докази. Еве ви доказ. До основно 27 колку реков? 72. Тие се доказите? Значи 3 февруари 2016 до основно јавно обвинителство Општина Центар го спремнала исто на истиот датум и е доставено 72 списи. Не знам што повеќе. И повторно имаме на 5 февруари доставено дополнување. Ви се доставува записник и решение и така натака, дополнителни материјали. Од тогаш немаме никаква покана, еве го целиот предмет, немаме никаква. Сега во 2019? Сега, значи немаме добиено никаква покана да не прашаат. Од кога ги доставиле 72 списи? Да, ова е 2015-2016, немаме никаква покана, односно ние не сме виделе. Ни некој да ни се јави, ниту некој да се обрати писмено, да ни каже дојдете уште еднаш, уште ова ни фали или што е тоа што е спорно. На крајот не викам дека треба да бидат они, и сега може да им појасниме. Од кога ги земавме предметите, во 2019 ние сме доставиле, сме реагирале на списи пред све до МВР, 27.9.2019, на 13.8.2019 и до ОЈО, сме прашале до која фаза е предметот, после на 15.8. нормално, кога ќе ги проверите одредени работи па со одредени закони сме доставиле дополнителен материјал. На 31.10.2019 сме пратиле, бараме информација да ни кажат до кај е предметот и искрено не сме добиле. Еве ги работите кои што ги имаме доставено. До МВР со приемен печат, значи 27.9.2019 до обвинителство од 13.8.2019, јас сум лично подпишан на тоа. Потоа до јавно обвинителство дополнување на 15.8.2019. Прилог сме доставиле записници, уредби со висини. И нормално Дека вие само тоа доставиле пресметката за на која била утврдена цената, а не се доставиле дополнителни материјали. Па тоа е, еве го кажуваме тоа. Тоа е тоа што треба да го доставиме. Има не, овие документи делот се ги имате достапни на интернет, отворете ќе ви излезат од службен весник. Ама ние сме ги доставиле. Ма се да седнеме ние да напишеме дали нешто е сгрешено или не. Тоа е по нас. Нека си направат дали ќе истражуваат или не, и нека констатираат. Да, во право сте, не сте во право, се отфрла вашето сомневање. Ништо повеќе. До тогаш, согажам јас да се мешам во работата на некој друг, може да се покрене одредена постапка. Ние не можеме во оваа фаза, додека не се отвори предистражна постапка, да бараме времена мерка.
бидејќи ова е се само доставување на материјал. Веќе ако се отвори предистражна постапка и самиот обвинител може да побара времена мерка додека не се утврди дали ќе има обвинение, односно кривична пријава или нема да има. Ама, гледате, како општина сме постапувале, претходно они побарале, сме доставиле, немало одговор, да кажат не сте во права, 2015-2016. Ние повторно сами доставаме 2019 и до МВР и до обвинителство, немаме одговор, освен тоа дека биле повикани двајца представници, дошле, дале тоа што треба, не знам што повеќе. Тоа што ни побараме. Дали на тој некој начин ќе побарате суставно со микрофон? Па има веќе Позициите на општината, што ново ќе му понудите, што досега не било понудено? на кого? На инвеститорот, за да се... Ние не може да понудиме нешто ново или старо, може да понудиме само тоа што ни дозволува законот. Значи, треба прво да видиме дали воопшто ќе има, дали сме во право за ова што го зборуваме, бидејќи ако сме во право нема воопшто што да се пазариме, ние да се договараме. Ако се констатира, па добро, не сме, сакам да кажам, затоа се овие пресконференции, затоа се овие реакции, затоа се овие дописи. Па да земам, да се самозапалам, за да реагира некој. Па се искрено е. Пошто видате дека обвинителството вела дека нема доволно лобирани постали, дали вие Па добро, што е? време ќе разговарате со инвеститорот, а не да чекате да се Ама преземат еве, мерки за да не почне да гради. многу просто направивме едно видео кое што го склопивме за еден ден. Во кое што со дигитронот ви пресметавме што е од 30% кој ќе земе, што од 70%. Не знам, треба да видиш дали 1850 била во ред. Ама па да, ама зашто тогаш? Не, озбилно е, ние преку овие пресконференции јавно презентираме. До сега сме доставувале 2015-2016 немаме одговор. Можда оформиле пред, можда немаме ние увид таму. Па А нема предмет рекла уште. затоа го правиме ова се. Нека ни кажат, нема, управо биле кога го продавале, се ова што го кажуваме ние се некои наши измислици, окей. Барем да бидат и луѓето на чисто и ние на чисто. Ама сега, каква е комуникација? Ние комуницираме, испраќаме дописи, ви кажам, еднаш до кај втор пат сме биле на состанок, таму сме разговарале. Предпоставам може да се имат и премногу работи и обврски се, но овде ни е ситуацијата алармантна, бидејќи, како што напоменав, ако се констатира дека сме во право, се паѓа во вода и договор, и одобрение, и така натака, и завршува целата работа. Ако се констатира дека не сме во право, треба да се каже да сме на чисто. Некој продал земјиште, некој издал одобрение за градба, ние сме направиле се што сме можеле, сме реагирале, треба луѓето и ние да знаеме. Ники јас сега покренуваме дејства, излагаме на терен, постапуваме, разговараме, имаме реакција од граѓани, се на крајот треба да се соопшти. За нас ова начинот на кој што е формирана цената е не требала да биде така. Може некој ќе каже дека не знаете вие што зборите, не сте во право. Ма еве пресконференција една, пресконференција втора, ние веќе имаме најава дека ќе дојдат. Повторно да се разговара, единствено нешто е нека се отвори одредена постапка, нека се истражи, сепак станува збор за место кое што е веќе уништено од претходно и никој не сноси одговорност заради тоа што е направено во тој дел, а имаме при Бајаги реагирано и за други предмети. Ако не да знаеме, воопшто да не праќаме никакви ни писма, ни дописи, ни така натака. Според одобрението за градење, кој е последниот рок во кој што Никофон треба да изгради гаражата, односно тоа кога истикува рокот во кој што општината може едностранно да го раскине договорот поради тоа што не е изведено на терен? Што е моментот во тој дел? Сите овие наши правни активности кои што сме ги имале, времени мерки, невоведување во владени и така натака, има одреден рок кој што бил даден одобрението од 2014 до 2020 така. Али бидејќи он веќе има одредени пресуди, може да побара пролонгирање рок, бидејќи во самиот договор стои доколку заради одредени пречки кои што ги имал од страна на институциите, општината, може да побара, ама тоа е може да побара, не значи дека рокот може да биде и продолжен. Тоа е, има па и други работи кои што викаат дека самиот инвеститор треба одредена документација или услови да си ги обезбеди.
Мислам дека треба сериозно да се разработи. Имаме и други некои активности кои што сметаме дека се спорни, од тоа во кој рок требало да се прибави одобрението, па не било прибавено, па не бил пролонгиран со некој анекс, ама анексот требало да го направи тогаш Министерство за транспорт. Да ви кажам, има многу такви детали за кои што ако се констатираат од страна на обвинителството, на пример таму пишува, ако не се лажам, дека во рок од 9 месеци треба да се прибави одобрение. Одобрението е прибавено подоцна. Една од причините кои што ни е сомнеш дека одобрението не можело да биде да се даде, само да ви докажам. Бидејќи не можело да се прибави во рок од 9 месеци, а он немал кочница од општината, бидејќи нашата предпоставка дека бил самиот правилник со 2 влеза и излез. Му го менуваат правилникот за да му може општината да му даде одобрение. Бидејќи вие кога одбивате некој, го одбивате со одредени забелешки. Го одбиле заради правилникот, му го смениле правилникот само за да добие. Ама истекле 9 месеци. Немал анекс за продолжување по тој член дека треба да прибави. Некој треба да му го раскине договорот. Треба да го праша, ало, дали имаш добиено одобрение, он треба да каже немам. Тоа значи дека сега вие како собственик на земјиштето можете да се повикате на тој документ и еднострано да го раскинете договорот? Ние мора да го раскинеме по судски пат. Но ако веќе имаме констатација за сторени прекршоци или недостатоци, треба некој да го истражи, да го потврди тоа што ние го не можеме ние. Значи ние и постапки што ги водиме, правиме одредени вештачења, бараме одредени мислења, постапуваме таму кај што сме сигурни, кај што доказите ни докажуваат, ние постапуваме. Дали банка ќе ни активира гаранција, дали судот ќе постапи, ќе го раскине судски договорот, не можеме. Едноставно мораме да идеме по судски пат, за да нормално да заштитиме општината. Не сакам јас да направам потек, па утре и да изгради гаражот, па и некои милионски суми. Тоа сме навистина многу предпазливи и до сега, еве гледате, имаме поништено одобрение, сме ги добили на второстепени комисии, ни се потврдува дека сме биле во право. Имате случаи кај што имаат поведени постапки до управен суд, и управен суд молчи. Може ќе молчи 3-4 години. Јас утре нема да сум тука, ќе им кажа, не сте биле во право, ќе го врати. Сакам да кажам дека побрзо треба да реагираат, бидејќи ова се навистина работи во кои што треба да се знае. Тоа што било започнато, иако ние сметаме дека имало грешки и недостатоци, има основ за поништување, враќање во првобитна состојба, враќање на општината, бидејќи нормално секој предмет е различен, и да не се ако некој не реагира понатака, само ќе останат овие наши сомнежи, никој не реагира и си седиме така. Имаше најава известување од страна на градот, бидејќи градот е преку јавното претпријатие Паркови зеленило надлежен за отстранување на дрва, да доставено е барање од општина Центар, бидејќи сакаме да го обновиме тој дрворед. Неколку пати имаме најавено дека најдобро време за засадување на дрва е овој период октомври-ноември. И веќе од наредната недела таму ќе се засадат. Мене навистина малце ми е криво, бидејќи има реакции од луѓето, а има и реакции кога не беа исечени, односно не беа отстранени заболените и сушените јапонски цреши или останати дрва, имаше реакции зошто не ги менуваат. Сега почнуваме да ги менуваме, па зошто се менуваат. Истото имаше реакции за Палома Бјанка, кога се отстрануваат диви дрва кои што правеа одредена штета на инсталација. Сега ќе бидат презентирани дека на тие места и на други се засадени скроз нови. Значи, има разлика од дрво до дрво, но и тие што се исушени, може да поменете, има и слики веќе го објавени од општината и од градот Скопје како изгледаат. Значи не е точно дека се сечат здрави, него се сечат стари и уништени, а се засадуваат нови. Зошто можеби и порано не се реагирало? Пред нас некој издал, нели, со целиот проект Скопје 2014 и по сите тие градежни активности кои што се случуваат, уништени се скроз сите системи за наводнување, оштетени се дрвата, често движење на камиони, знаете, таму се градеше Мериот, Комерцијална банка, надградба имаше на шведска амбасада, Матица на иселеници, стара печатница, и нас тоа ни е причината за кој што сметаме дека тие дрва се оштетени. Веќе тие градежни работи завршуваат и сметаме дека е сега добар момент да се обноват, со што ако имаме доволно средства во буџетот, сакаме тој цел сквер Јадран да го вратиме, бидејќи не само што се уништени дрвата и зеленилото, него
уништени се и партерното уредување, клупи, канти, бекатон плочки и така натака, така да јас ќе се потрудам да веќе во наредната година почнеме фаза на целосна реконструкција. Други прашања? Добро, ќе бидеме во комуникација.